Видов како за мојата мајка подготвуваат само физиолошки раствор, а кога прашавме зошто, ни одговорија да не се мешаме. По мега скандалот кој изби на онкологија, не стивнуваат реакциите од пациенти и нивните семејства. Мојсиевски Гоце, чија што мајка била пациент на Универзитетската клиника за онкологија, во сведоштво за Алфа раскажува дека тоа што го преживеале со неговото семејство на клиниката е огромна траума. Семејството се посомневало во терапијата која ја примала 62 годишната пациентка, кога ни после четвртата доза од хемотерапијата не се јавиле никакви реакции кои се својствени за лекот. Сумнежот се појави после примената четврта терапија. Дома видовме дека косата не ја паѓаше. Немаше болки, значи тие симптоми се препишани од претходно и веќе ни кажаа да бидеме спремни на тоа. И последниот пат се случи кога практично петата ја прими. Јас го сликав физиолошкиот раствор, што беше ставен на маса пред нас. И буквално дечкото што го извади, само напиша со фломастерче, го остави и потоа дојде друго медицинско лице и го приклучи на апаратот. Лекарите не им одговориле на прашањата што се случува со терапијата. На семејството само им рекле дека лекарите си ја знаат работата. Мајката на Гоце се лекувала на онкологија на стартот на годинава. Мојсиевски сведочи дека низ болничките ходници се зборувало за состојбата со лековите, а пациентите кои онака се во лоша состојба се соочувале со уште полош третман. Мојсиевски се надева дека случајот ќе добие разврска, за да се заштитат барем оние кои во моментот се борат за живот. Да не се мешаме дека си ја знаат работата. Тоа се збореше и по ходниците, мислам тоа се големи трауми на онкологија кои влегол буквално последниот збор е касапница, во буквална смисла на зборот. А на никој не посакуваме тоа да му се случи што го поминавме ние. Така да тежок период. Ние плаќаме данок за да добиеме здравство, за да не лекуваат. Од една страна не им веруваме затоа што слушаме милион разни работи, од друга страна се тераме психолошки да веруваме, зашто сакаме блискиот да ни оздраве. Меѓутоа, кога се соочуваме со такви моменти, каде гледаме пред наши очи дека нешто не се случува како што треба, тогаш секоја надеж умира. И јас се надевам дека ќе има разврска единствено за болните што се во моментот. Сведоштвото на Гоце за маките на неговата почината мајка веројатно не е единственото. Бројни се реакциите и сведоштвата на социјалните мрежи каде има петиции преку кои се бара одговорност. Најповиканите кои треба да го расчистат скандалот засега молчат и пренесуваат само штури информации за направени претреси на онкологија и во приватни станови и одземени компјутери и материјали. За други детали, јавноста засега не се информира. Обвинителството и полицијата реагираа откако случајот го обелоденија медиумите кои пишуваа дека на клиниката за онкологија наместо скапа биолошка терапија, пациенти болни од канцер добивале физиолошки раствор, а терапијата завршувала на црн пазар.